digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. И добре дојдете повторно на каналот кај BTC Crypto и денеска би сакал да ви презентираме еден индикатор, а во меѓувреме ќе разгледаме и некои новости кои што случуваат, а би сакал да позборуваме и за USDT и USDC доминацијата. И како што можеме да забележиме, овој индикатор покажува колку е голем ризикот на пазарот за обврзници со висок принос во САД. Кога е висок, значи дека инвеститорите се плашат и бараат поголема камата за да поземат пари, и кога е низок, пазарот е порелаксиран. И можеме да забележиме дека тука имаме движење во одреден канал и сега ќе го дадеме биткоин чартот тука за да ни биде многу појасно што се случува. И како што можеме да забележиме, ќе погледнеме тука, имаме одредено движење во канал и како што можеме да забележиме тука, сме се движеле странично и со овој пат тука цената на биткоин се зголемила, како што можеме да видиме, допирна оваа точка тука и тука имаме мала консолидација и повторно движење нагоре. Со неговото движење нагоре тука можеме да забележиме дека повторно имаме странично движење на овој индикатор и со допир на оваа точка тука сме го формирале првиот бран, како што можеме да видиме, и одиме повторно се спушта овој индикатор надоле и имаме корекција, повторно зголемува, што значи дека цената повторно е во консолидација тука и со ова пробивање тука од врвот индикаторот се спушта, а цената продолжува нагоре. Тука сме имале малку и странично движење, но погледнете, ова е странично движење тука, а овој индикатор повторно паѓал. Како што можеме да забележиме тука, тренд линијата, можеме да ја измериме до каде оди, и тука кога сме го допреле ова ниво тука и имаме мало пробивање на тренд линијата тука, можеме да видиме дека биткоин прави огромна корекција и индикаторот повторно се придвижува до овој канал тука, до оваа тренд линија, и со неговото спуштање, како што можеме да забележиме, кога овој индикатор се спушта надоле, имаме движење на цената на биткоин нагоре и со допир на оваа точка цената повторно се консолидира. А кога ќе го пробиеме овој тренд, тука знаеме дека има потенцијално движење нагоре, што и се случи. Ова беше огромна манипулација на пазарот, каде што можеме и да забележиме дека никој всушност не продаваше во овој случај, а цената паѓаше. И доколку погледнеме и од технички аспект, можеме да потврдиме дека не сме требале да продадеме. И сега само момент, ќе поставиме една тренд линија тука, само да го тргнам малку овој чарт. Ќе поставиме една тренд линија за да го докажеме тоа. Погледнете, сме дошле до ова и на некој начин поставуваме една тренд линија тука и како што можете да видите, имаме огромна манипулација, цената не пробила. Само момент, ќе ја поставиме вака, ќе биде тука. Со поставување на оваа тренд линија ние не сме добиле технички разлог за да продадеме, бидејќи се уште сме во растечки тренд. Како што можеме да забележиме, имаше огромни вести тука што ни докажува дека ова е манипулација и воопшто никој не продава тука. И што очекуваме следно? Како што можеме да видиме следно, очекуваме повторно да се придвижиме некаде до овој дел на каналот тука и цената на биткоин, бидејќи има спротивно движење на овој индикатор, да се придвижи уште нагоре. Но останува да видиме што
ќе се случи секако, само ќе ги следиме пазарите, особено од технички аспект, бидејќи и сами знаете дека прво нешто што се случува на чартот, а после доаѓаат вестите што всушност биле наратив или нешто што го предизвикало тоа. Во меѓувреме ќе го погледаме овој индикатор 83 кој што ни покажува дали сме на врвот или не. Ова е комбинација од голем број на индикатори тука и како што можеме да видиме, секогаш кога сме дошле до врвот се придвижуваме од 90 нагоре, 90 нагоре, повторно 90 нагоре, а кога го формираме предпоследниот бран од ова движење се движи до 80 некаде, 85, 6, 7 тука сме имале 80 и еве погледнете тука 82 и сега веројатно го пробиваме овој тренд тука доколку поставиме една тренд линија тука ќе видиме каде ќе заврши ова цена. Алткоин сезоната, погледнете, моментално се движиме со огромно забрзување нагоре, да пристапиме до оваа цел тука, колку ќе останеме не можеме да знаеме, но сега за сега сме многу блиску до таа цел. Ајде да го погледнеме и чартот на Етериум, како што можеме да видиме, сме излегли од оваа формација и веројатно ќе имаме тука мало движење на страна и да продолжиме нагоре. Ова може да се случи многу брзо, отколку што претпоставуваме, а сега тука можеме да го погледнеме и чартот за биткоин малку, да видиме до каде сме тука на овој чарт и како што можеме да видиме, доколку намалиме на 4 часовен таймфрейм, она беше само една манипулација или пак е ликвидирање на позиции на оние што влегле касно тука, да ги ликвидираат до половина на оваа свеќа тука и да продолжат нагоре, но една од главните идеи што би сакал да ја видам и е многу природно случување, би сакал да видам движење во овој дел тука на Фибоначи, да се ликвидираат овој голем број на позиции и полека да се придвижиме повторно нагоре. Тоа би бил многу здрава корекција за биткоин чартот, но никогаш не можеме да знаеме, сега само можеме да ги следиме пазарите од технички аспект и можеме да поставиме уште една тренд линија тука, доколку ова е многу остра понекогаш и знае да го прави ова, така да ќе ги држиме сега за сега двете. Можеме да ги искомбинираме овие свеќи, бидејќи знаеме дека ова е манипулација тука и како што можеме да видиме уште сме во странично движење на овој чарт. Погледнете, исто така и на дневен таймфрейм може да направиме едно вакво движење и ова ќе биде многу појасно на помал таймфрейм. Погледнете. Доколку пробиеме тука, имаме неколку дена можеби пробивање. Веројатно цената би се придвижила уште надоле тука. Доколку пробиеме во овој дел тука, имаме придвижување на цената нагоре и како што можеме да видиме, блиску сме до формирање на ова day cycle low тука, што верувам дека можеби би се формирало вака, можеби да ја допреме оваа тренд линија, но останува да видиме. Да го погледнеме златото сега моментално, златото ќе ги избришеме овие тука. Златото моментално е на граница да пробие, како што можеме да видиме, тука има веројатно ритест. Погледнете, класичен ритест, верувам дека е ова тука. Пробивање, ритест и веројатно би продолжиле нагоре. Или можеби имаме шанса и да го направиме ова движење тука и тогаш да се придвижиме нагоре, формирање на day cycle low можеби и продолжување нагоре.
Сега ќе погледнеме и S&P 500, како што можеме да видиме тука, можно е дека сме го формирале порано ова day cycle low, бидејќи чартот тоа ни го покажува моментално, како што можеме да видиме 38 дена, и тоа е валидно, и се движиме веќе во третиот дел од ова движење на S&P 500. Веќе сме неколку дена во овој нов дел на cycle low и ќе видиме каде ќе се формира ова тука, може и да биде тука, не можеме да знаеме. И сега ќе ги погледнеме доминациите, USDT и USDC доминацијата. Како што можеме да видиме, тука имаме движење во надолен тренд и немаме никакви знаци за опоравување. А што значи тоа? Тоа значи дека можеме да очекуваме поголеми цени за биткоин, доколку овој чарт се движи надоле или пак се консолидира тука, можеме да очекуваме движење на цената на биткоин нагоре. Ова е USDT, а можеме да го погледнеме и USDC, и ова е големиот тренд кој што се следи уште од 2022 година, кога го формиравме дното за биткоин, и можеме да погледнеме дека овој чарт уште се движи испод таа тренд линија. Овој таминг може би бил совршен. Погледнете доколку ни останале уште неколку месеци од bull market, можеме да погледнеме дека овој таминг би бил совршен, или пак вакво движење тука и пробив подоцна, не можеме да знаеме. Еве, истото ќе го видиме на USDT, еве, големата тренд линија, и уште тргуваме во овој надолен тренд. Може би ова некаква консолидација, но нешто што гледам тука, би можело да биде ова ABC корекција надоле, но сега за сега немаме пробив од оваа зона. Можеме да видите дека оваа зона уште држи тука и веројатно ќе останеме, може би нема да ја пробиеме. Така да се што ни останува е да чекаме оваа консолидација и да видиме што ќе се случи со оваа прва тренд линија тука. А можеме и да го споредиме чартот доколку сакате. Тука, погледнете. Кога USDC доминацијата се намалува, чартот на биткоин се зголемува, и кога доминацијата на чартот се зголемува, биткоин, цената на биткоин се намалува. Погледнете. Ова е класично движење, многу едноставно движење и следење на пазарите од овој сегмент. Така да, тоа е тоа за ова видео. Се гледаме во следното. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my